Програмот во свеста "Морам да бидам јака", кога долго време се носи и се реализира постојано, станува оклоп кој што е потежок од самата болка. Да бидеш силна те одржи во живот, те одбрани од многу работи. Но дали те држи истиот програм? Подалеку од убаво живење. Најсилните не се оние кои што постојано го носат товарот, туку оние кои што одлучуваат да го спуштат. Со цел да ја покажат својата ранливост и конечно се отворат за примање на убавина. Но да видиме што се крие позади програмот "Морам да сум јака, морам да го издржам и ова". Едноставно овој програм е превземен од семејното опкружување, од традицијата и виден е најчесто во домот или во домовите на нашите блиски, уште како кога сме деца. Понекогаш оваа улога и ни е наметната. Некои од нас можеби беа и родители на нашите родители или едноставно мораа да превземат обврски да се грижат за другите деца, браќа, сестри и така натаму. Ова не е лесен товар да се носи, бидејќи овој програм предизвикува блокада за прием на убавина. Ти ќе бидеш силна, ќе се одбраниш од се, ќе ги заштитиш сите, ќе влезеш во улога на поддржувач, на решавач на проблеми. Никогаш нема да се распаднеш, никогаш нема да побараш нешто за себе, но сето ова те спречува од живење. Позади овој програм се наоѓа најчесто потребата за контрола и тие што се многу силни постојано остануваат без чувство за прием на љубов, односно колку и да даваат нивните блиски убавина, љубов и поддршка кон нив, едноставно блокадата не дозволува прием. Самата блокада и програмот "Морам да сум јака" овозможува да не се најдеш во ситуација на отфрлање, да не се најдеш во ситуација каде што многу си дала да не те изневерат, но бидејќи универзумот работи на принцип на законот на привлекување, ако си носител на овој програм "Морам да бидам јака", постојано ќе привлекуваш ситуации кои што ќе те тестираат и ќе ја тестираат твојата силина. Постојано ќе доживуваш удари, постојано ќе треба да поддржуваш други, постојано ќе треба да си јака. И не сакајќи или не знаејќи ќе влезеш во еден циклус на постојано повторување на некакви губитоци, на некакви ситуации каде што постојано треба да бидеш силна или силен, каде што постојано ќе се случуваат една по друга во низа ситуации за да се докаже и тестира твојата силина, се додека едноставно не поткликнеш и не се прашаш себе си што е тоа што си го правам на себе погрешно. Доека не дојдат прашањата, овој програм не може да се ослободи од тебе. Првично што се случува? Првично е препознавање дека се мачиш, дека страдаш. Едноставно да бараш некаков излез самата. Луѓето колку и да сакаат да ти дадат нешто, не постои можност за прием кога е присутен овој програм. Кога е моментот кога ќе започнат прашањата зарем не може ли поинаку и зошто на мене ми се случуваат овие работи, ќе почнеш да размислуваш како ти фактички го реализираш самата сето тоа во сопствената реалност. Чекор број 1. Препознај во која улога најчесто влегуваш. Дали е улога на смирувач на ситуации, односно смирувач на драми што се одбиваат околу тебе, дали е поддржувач на другите, решавач на проблеми или решавачка на проблеми, онаа која што никогаш не се крши, онаа која што е секогаш тука за другите. И првото прашање е: од кого го превземав овој програм "Морам да сум јака, морам да издржам се, морам да сум силна"?
Немам право да бидам дете. Немам право да бидам ранлив. Кој исто како тебе се однесуваше во твоето потесно семејство. Овој чекор е многу важен, бидејќи детектираме дека ова не е твое, дека едноставно е превземено. Процес број 2. Ослободување на твоето натрешно дете. Одвој се во тивок амбиент за оваа вежба. Затвори ги очите и слушај ги моите зборови. Побараја онаа детска верзија од тебе и оној момент во твоето детство кога мораше да се повлачеш, кога мораше да прекинат твоите потреби и кога мораше да бидеш она што на некој начин се бараше од тебе. Повикај го детето во себе и дозволи само да се појави визијата на твојот ментален екран во било која форма. Види колку години имаш. Почувствувај како се чувствува твоето внатрешно дете во тебе. Ние никогаш не се разделуваме од нашето внатрешно дете, тоа е постојано во нас, бидејќи е неисцелено. Моментот кога ќе го исцелиме, како што го правиме во овој случај, ќе се интегрира во нас и ќе добие целина. И нема да чувствуваш таков немир и таква аксиозност, бидејќи постојано во тебе, во твоето тело, во твојата свест, преку твоите емоции, постојано се буни. Твоето дете има своји потреби. Да е ранливо, да е заштитено. Ти секогаш ја носиш оваа детска верзија, колку и години да имаш. Некои од луѓето, односно повеќето од луѓето, устаруваат, некои умираат носејќи го ова неисцелено дете во нив. И сега доколку се појави визија на твоето внатрешно дете, упати му ги следниве зборови. Не мораш да си силна. Не мораш и ова да го издржиш. Едноставно не мораш да бидеш како што другите сакаат. Колективната свест, традиционалните норми, семејните норми придонесуваат ние да се отфрлиме себе си со цел да се вклопиме. Односно, многу од луѓето кои што го носат овој програм "Морам да сум силна", морале да станат такви со цел да добијат некоја пофалба, љубов, внимание, потврда и валидација од родителите. Родителите ова не го правеле намерно. Едноставно и на нив им било истото правење. Овој програм во колективната свест се пренесува од генерација во генерација. Секако, доколку ме слушаш и доколку се препознаваш во сето ова, а си родител, најверојатно несвесно го правиш истото и на твоите деца. Ги учиш како да бидат силни, да се заборават себе си и едноставно да не бараат многу љубов и убавина од животот, туку да бидат силни, издржливи, да знаат да се бранат себе си. Сето тоа е во ред, но кога е во екстремна ситуација, се јавува проблем за прием на љубов. Најчесто последицата од овој носење на овој програм е чувство на изолација, чувство на осаменост, неможност да се сподели со другите, површни моабети со блиските, површни релации со сите што ги познаваш. Крајниот резултат е самотија и изолација. Процес 3, како и во сите мои видеа, еден од најважните е работа со сенка. Секако сите вие што ме следите и што ги запишувате вредно моите вежби, потсетувам сега да земете лист хартија и пенкало, бидејќи на тој начин полесно се воспоставува врска со потсвеста.
и да дадеш одговор на следниве прашања. Кога си го поставуваме прашањето на себе си, фактички тоа е еден вид активација на внатрешен процес, каде што малку подолго треба да го држиме прашањето, за да излезе одговор од нашата душа, а не од нашето его или ум. Која сум јас кога не сум онаа силната? Зошто имам потреба да воспоставувам постојана контрола на сите случувања во мојата близина? Што ќе се случи ако ја споделам мојата ранлива страна? Потребата за љубов е во директна конфронтација со програмот морам да сум јак или морам да сум јака. Што кажуваш ти на полето на Бог, на универзумот, како сакаш наречи го, со твојот програм морам да сум јак, морам да сум јака? Тоа по автоматизам дава порака дека имам огромно отсуство на чувство за љубов и сочувствителност кон себе. И сега следува прашањето, зошто не се отварам за убавина? Зошто сметам дека ако кажам и се покажам таква каква што сум, дека ќе бидам отфрлена? Немој да одиш во екстремност, во црни и бели сценарија. Ние разговараме за измеѓу сценарио, каде што мудро и сочувствително ми постапиле кон себе, и едноставно смирено и разумно би покажале како навистина се чувствуваме и што не може веќе да издржиме. Самата ранливост и отвореност за споделување како навистина искрено се чувствуваме внатре воспоставува близина со другите. Отвара поле да сме блиски со другите, односно основната човекова потреба. Да биде виден, да бидеш видена, да бидеш почувствувана, да можеш да примиш внимание од другите, љубов и убавина. Интересно, човековото однесување, за жал, потребата за љубов во голем процент ја зема преку манипулација. Значи, нешто се случува преку манипулативен, несвесна, значи без сакање, несвесна манипулација. Потребата за љубов ја пресретнеме преку некакви не баш така добри солуции. Секој од нас знае дека кога сме болни повеќе примаме љубов од другите. Но дали е тоа правилниот начин да примеме љубов од другите? Едноставно, секој треба да почувствува како навистина искрено се чувствува внатре, да го сподели со другите дека тоа е најправилниот пат. Доколку нешто од ова резонира со тебе, значи ние денес во денешново видео сме успеале да го омекнеме овој програм, едноставно, како жена, да размислиш за себе, дека децениски воин е многу тешко да се биде и да се носи тој оклоп постојано и бесконачно. Се надевам дека видеово ќе ти помогне да може да се намали тензијата од морам да сум јака. Моментот кога ќе се намали и кога ќе се преиспита секој себе си што прави за да може се да издржи, ќе види што ќе му се отвори во реалноста. Кога човек ќе проба да го спушти оклопот, кога ќе намали овој програм морам да сум јак, морам да сум јака, едноставно ќе види дека другите луѓе го гледаат природно, дека тоа е нашата природа и дека фактички секој од нас носи во себе топлина, убавина и поддршка. Но потребно е
Прво, оклопот да се спушти, програмот да ослаби, со цел ти да се отвориш за повеќе убавина во твојот живот. Се надевам дека видеовот ти помогна, а јас ќе продолжам понатаму да споделувам ваков тип на видеа, кои што во комфорот на твојот дом ќе ти овозможат постепено освестување на сите непотребни програми кои што ги носиш во својата свест. Се гледаме во следното видео.